Почитувани гледачи, добре дојдовте во Дневникот на телеканал А1. На почетокот најава на дел од содржините кои следуваат. Тензии и хаос на граничниот премин Богородица. Над 10.000 патници на 35 степени по 3 часа чекаа за влез во Грција. Проблеми од правосудството и мотноправните работи, постапката за легализација на дивоград биде национализација, меѓу најчестите поплаки на Гевгеличани и то народниот правобранител. Отворена четвртата самостојна изложба на фотографии на стромичанецот Сречко Гунчев, апстракции од секојдневието за публиката. Сите прашања меѓу двете земји околу кои постојат различни мислења треба да се решаваат заеднички преку диалог, да не дозволуваме тие прашања да влијаат на односите меѓу двете држави, зашто сепак ние сме соседи и што и да се случи, остануваме да живееме на овој простор и мора како добри соседи да создаваме добри практики за идните поколенија, порача претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов по денешната билатерална средба со српскиот претседател Александар Вучич во Белград. Претседателот Иванов изјави дека со неговиот српски колега имале конструктивна средба и биле согласни дека отворените прашања не треба да се политизираат. Сите отворени прашања мора да ги разгледуваме преку диалог и надлежните институции да наоѓаат решенија. Каде настануваат проблемите, таму да се наоѓаат и решенијата. Да не ги политизираме и да не им даваме посебно значење на прашањата кои се во надлежност на институциите, изјави Иванов. На прашањето дали двајцата претседатели разговарале за промовирање на идејата за заеднички регионален пазар, Иванов рече дека тоа ќе биде во надлежноста на двете влади. Тоа е во интерес на целиот регион. Ние во минатото сме имале заеднички пазар, ги знаеме бенефитите од сето тоа и која е користа за нашето стопанство. Така што се надевам дека владите од регионот, како што брдо бриони процесот на ниво на претседатели ги промовира тие идеи на зближување и отворање на просторот, така и премиерите на нивната идна средба во Трст сигурно конкретно ќе разговараат за реализација на таа иницијатива, изјави македонскиот претседател. Претседателот Иванов истакна дека Македонија и Србија како две соседни земји своите односи мора да ги гајат во духот на пријателството и меѓусебната соработка. Додаде дека на средбата со Вучич разговарале и за можностите за продлабочување на економската и трговската соработка, како и за прашања од културата. Разговаравме и за прашања од доменот на културата, кои мора да ги регулираме со одбележување на настани, како што беше одбележувањето на 70 годишнината од доаѓањето на македонците во Србија, што го одбележавме заедно со претходникот на Вучич. Тоа беше еден чин на почит. Тие ни посветија внимание и нашите македонци беа навистина задоволни. Таквите настани ќе продолжиме и во иднина да ги одбележуваме, бидејќи тие ги зближуваат двата народа и придонесуваат кон доверба на двете држави, изјави Иванов. Политичкиот диалог меѓу двете земји се очекува да продолжи со идна посета на претседателот Вучич на Република Македонија. Претседателот Иванов претпладнето оствари и неформална средба со досегашниот српски претседател Томислав Николич. Македонскиот претседател вчера вечер во Палата Србија присуствуваше на свеченоста по повод инаугурацијата на новиот српски претседател Александар Вучич. Еврокомесарот за европска соседска политика и преговори за проширување Јоханес Хан во понеделник доаѓа во Македонија на разговори околу плановите за реформи на новата македонска влада, како и да ја повтори поддршката на Европската унија за земјата, да ги спроведе неопходните реформи за во иднина да стане членка на Европската унија. Предвидено е Хан во Скопје да се сретне со премиерот Зоран Заев и со други представници на новата влада и со останатите политички лидери во земјата. Во изјава дадена пред неговото доаѓање во Македонија, Хан посочи дека доаѓа за да даде поттик на спроведувањето на реформите што Брисел очекува да бидат спроведени во брз рок, а со цел земјата да се врати на патеката за евроатлантска интеграција. Со континуираната поддршка на Европската унија, земјата конечно ја надмина политичката криза преку добро администрираните избори и формирањето нова влада. Сега, владата заедно со опозицијата треба да се фокусира на спроведувањето на итните реформски приоритети и на целосно спроведување
спроведување на договорот од Пржино со цел да се врати земјата на патот кон интеграцијата во Европската унија. Реформите мора да се направат за да се подобрат животите на луѓето, да се работи на стабилност, просперитет и правда. Задолжена група на независни високи експерти за владење на правото, предводена од Райнхард Прибе, е веќе во земјата за да ја помогне и да ја советува новата влада за прашањата на системското владење на правото, изјави комесарот Хан пред неговото доаѓање во Македонија. Во меѓувреме, македонската влада најави дека подготвува акциски план со мерки и активности кои треба да се преземат во контекст на евроинтеграциите, што ќе му бидат презентирани на еврокомесарот Јоханес Хан за време на неговата посета во Скопје. Во Македонија веќе престојува и германскиот експерт, поранешен директор на Директоратот за проширување на Европската унија Райнхард Прибе, кој во наредните денови ќе има средби со владени представници за итните реформски приоритети, како и за акцискиот план на владата за нивно спроведување. На граничниот премин Богородица од рано изутрината за влез во Грција се чекаше и по неколку часови, а се формираа и колони возила главно со македонски и српски регистарски ознаки. Колоните на македонска страна почнуваа уште пред казиното Принцес, а со возила во 6 колони исполнет беше и меѓуграничниот простор. Според проценката на македонските погранични служби за влез во Грција чекаа меѓу 10 и 15.000 луѓе. И македонската и грчката погранична служба работеле нормално и со полн капацитет, но велат дека е преголем приливот на луѓе и возила поради продолжениот викенд и годинешните одмори. Автомотосојузот на Македонија соопшти дека е зголемен интензитетот на сообраќај на патните правци и препорачува внимателно возење. Од МВР велат дека денеска до 14 часот границата ја поминале повеќе од 10.000 граѓани. Проблемот да биде поголем, денеска во 13 часот во Гевгелија беа измерени 35 степени Целзиусови. Поздрав за све македонци. Поздрав до сите македонци, а грците треба да бидат малку посериозни. Чекаме веќе 2,5 часа. Срамота. Ова е брука. Стоиме во место, може 3 часа. Полека се движиме. Велат дека проблемот е од грчка страна. Децата не можат да издржат, родителите нема што да направат. Сезоната уште не е почната, а вака настанат е веќе општ хаос. Работите мора да се сменат. А многу топлото време со надпросечна максимална температура се очекува да продолжи и денеска и во наредните денови, а жолтата алертна фаза е најавена во Охридско, Преспанско, Тетовско, Гостиварско, Кичевско, како и во југоисточните делови на Македонија. Температурата се движеше во интервал од 30 до 38 степени. За попладнево беше најавен и локален развој на нестабилна облачност со пореен дожд и грмежи. Топлото време според најавите ќе продолжи до крајот на месецот, а на секаде температурите ќе надминуваат 30 степени Целзиусови, а долж по Вардарието и до 35 степени. Ултравиолетовото зрачење ќе биде многу високо, а вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9. Услови за појава на локален пороен дожд и грмежи ќе има во вторник во попладневните часови, кога не е исклучено овие процеси на места да бидат поинтензивни. Услови за нестабилност ќе има и во Скопската котлина, особено в понеделник. Го гледате дневникот на телеканал А1. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги извести сите заинтересирани за поднесување барање за користење ИПАРД средства од програмата 2014-2020, дека рокот за нивно доставување се продолжува до 21 јули 2017 година. Според агенцијата, останатите делови од јавниот повик, објавен на 24 април година, востануваат непроменети и неговата целосна содржина за заинтересираните може да ја најдат на веб адресата www.ipardpa.gov.mk. Продолжувањето на рокот за доставување барања е со цел да се излезе во пресрет на барањата од потенцијалните корисници за подготовка на квалитетни апликации, наведува агенцијата. Во продолжение за заинтересираноста за ИПАРД програмата во Радовиш.
проект ИПАР-2, ту во многу незгодно време, во најработното време на нашиот земјоделец, ние успеевме да имаме околу 32 земјоделца кои аплицираа за трактори најмногу. Кај нас знаеме староста на нашите трактори во Република Македонија и овој ИПАР е конкретно точно по најповеќе за трактори. Значи, од нашите апликанти од 30 кои што ги има од населените места Радовиш и Подрž, други барања немавме нешто конкретно. Имаме земјоделец за набавка на машини за производство и преработка на мед и други производство имаме за преработка за производство на струја. Значи, таа мерка 1, мерка 2, мерка, тоа се 3 мерки од ИПАР-2, што нашите земјоделци се уште не се запознаени, треба едукација голема и на тоа сето, тоа може и наша вина е што многу малку и одржуваме тие составници по селата, да имаме да ги аплицираме, да ги адуцираме земјоделците, да може да овие многу работи што нашите земјоделци се потребни, а не ги знаат. Они го знаат само тракторо, проклучните машини, помпи, прескачки, тие работи ги аплицират. А значи ние, ИПАР-2 е широк поим. Тука не е опитане средство. Тие се европски пари, кои пари ако знаеме да ги искористиме добро, ако не знаеме, тие пари ќе ги повлечат назад и ќе ги дадат на друга држава или ќе ни дадат, ама покасно ќе ни дадат. Значи, треба да се внимава, треба да се поднесува, треба да не посетува. Видите баха, од млекари, конзервни фабрики, месни индустрии, значи се, тај дел може, винарски визби, да се аплицира, а нашиот земјоделец дали е толку сиромав, во што е работа, не доаѓаат за тие големи проекти да аплицират. Ево и сега имаше проекти за изработка на штали, за штали за овци. И уште една тема од земјоделството, органското производство, станува во фокусот за здрав живот, здрава животна средина и добро здравје. Еве што препорачуваат експертите. Производителите на органска храна во Македонија ги нема во многу голем број, но заинтересираноста и поборувачката е голема, вели агрономот Спасо Јанев. Инаку органското производство се потпира на неупотреба на хемиски препарати или ги вклучува сите техники на земјоделско производство кои применуваат начин на добивање здрава храна, а истовремено ја зачувуваат и животната средина, вели агрономот Јанев. Како на македонскиот, така и на останатите пазари на европско и светско ниво, органските производи ги има се помалку, меѓутоа нивната побарувачка расте. Тоа е факт кој нас не радува и треба да работиме како мала земја да го подобриме земјоделскиот аграр. А што представува органското производство, накратко ќе ви ја кажам дефиницијата за да можат поголемиот број на слушатели тоа да го осознаат. Органското производство представува исклучување на синтетички или хемиски компоненти во производството или самите производи, а вклучување на сите техники и технологии кои што немаат штетно влијание по здравјето на луѓето и животните или со еден збор врз консументите, ниту врз имплементаторите што ги употребуваат органските производи за ѓубрење и заштита на таквите култури. Спасо Јанев вели дека климатските услови многу влијаат врз органското производство, особено кога станува збор за овоштарството. Тој вели дека во последно време Валандово постигнува одлични резултати во поглед на приносите и квалитетот на овоштарството. Ние 2 години го тестираме овој производ за надминување на климатските стресови во овоштарството. Кај јаболкото, кај кајсиите, кај праските, кај црешите. Резултатите се феноменални, ние тоа да не го кажуваме, најдобро зборуваат резултатите или искажувањата на поголемите производители во Република Македонија, почнувајќи од Преспанскиот регион, Велешко, Градско, Стромичкиот регион, така да во последно време Валандово постигнува феноменални резултати во поглед на приносите и квалитетот во овоштарството. Додека во Струмичкиот регион тестирање вршиме на целата територија, почнувајќи од Василево, Баница, Моноспитово, Банско, Муртино, Бориево, Ново село, така да секојдневно сме меѓу производителите. Спасо вели дека во иднина ќе се зголеми бројот на производители на органска храна, бидејќи е многу важно за здравјето на нас луѓето и самата околина. Гевгеличани се сретнаа со заменик на родниот правобранител од Струмица. Имаа можност нивните преставки бесплатно да ги достават до оваа институција, за што следи решавање на проблемот во најбрз можен рок.
Во рамки на годишната програма на Народниот правобранител и оваа година во општина Гевгелија се организираше приемен ден за граѓаните кои имаат потреба помош и представка за повреда на нивните законски и уставни права од надлежните институции. Според Уставот на Република Македонија, Народниот правобранител е државен орган кој ги штити уставните и законските права на граѓаните, кои се повредени со акти на државните органи, на действија, непреземање действија, како и други акти на тие државни органи и организации кои што имаат јавни овластувања. Граѓаните, освен лично, нивните представки може да ги доставуваат и писмено, по пошта, по мејл адреса или по телефон, зашто во најкраток можен рок следи решавање на нивниот проблем. Граѓаните на Гевгелија може слободно да кажем дека доста често ги користат услугите на Народниот правобранител и подрачната канцеларија во Струмица, поднесуваат представки. Најчести представки поднесени од граѓаните на општина Гевгелија се од областа на правосудството, имотно-правните работи, за постапката на легализација на бесправно изградени објекти, како и денационализација, како и за постапката на трансформација на општествено земјиште. Најчести представки поднесени од граѓаните на општина Гевгелија се во областа на правосудството. Веднаш ќе нагласам, најмногу имаме застој и одолговекување на постапките пред управен суд, некогаш и во постапки за присилна наплата пред УЕП, кај извршители, особено последните 2 години за честија представки во однос на плаќање на незаконска наплата на радиодифузна такса, односно на лица кои имат и примат средства за социјална помош и него од друго лице, инвалидска пензија, минимална пензија, додаток и надоместок за мобилност, кои не се предмет на присилна наплата, што важи и за управа за јавни приходи и за извршителите. Граѓаните многу често поднесуваат такви представки. Во тие случаеви, да не речем 100% е ефикасна институцијата. Народниот правобранител упатува и еден апел до сите граѓани од Гевгелија и понатаму да ја користат оваа институција која што е во нивни интерес, бидејќи постапката за граѓаните, освен што е ефикасна, таа е и бесплатна. А во Охрид се одржува еднонеделна школа на природно право во организација на Македонската академија на науките и уметностите и на амбасадата на САД во Македонија. Материјал од нашите соработници од телевизија ОДВА од Охрид. Во рамките на еднонеделната школа за природно право во Охрид денес предавања пред студентите одржаа германскиот експерт, поранешен директор на Директоратот за проширување на Европската унија, Рајнхард Прибе, и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Прибе истакна дека целта на неговото предавање е да дискутира со студентите за интеграцијата на земјата во Европската унија и дека нема да дава политички изјави. Господинот Прибе кажа дека не би дал никаква политичка изјава, дека е дојден во Охрид со цел да учествува на Охридската школа за природното право, каде што во неговата презентација ќе опфати темата на европските вредности и нивната релевантност за земјите кандидатки за влез во Европската унија и тој би сакал при тоа да дискутира со млади луѓе студенти. Тоа е единствената причина за негова посета на Охрид. Јанево истакна дека средбата со студентите е пред и се да си помогнат заедно во интерес на заедничките идни предизвици. При тоа истекнувајќи кои се пораките на специјалното јавно обвинителство. Се знае кои се пораките од специјалното јавно обвинителство, продолжување на рокот во кој може да подигаме обвинение. Тоа е една од основните пораки и се надевам дека судот ќе побрзо ќе решава по нашите обвинителни акти кои ќе ги доставиме во текот на идната недела. Универзитетскиот професор Никола Топанчевски истакна дека ова е прва школа за право што се одржува во Македонија, на кој учествуваат студенти, магистри и доктори на науки кои се од различните универзитети во Македонија. Учествуваат повеќе панелисти, затоа што насловена како владење на правото и покрај криминалната правда, криминал джастис, тука се и прашања кои што се однесуваат воопшто на владењето на правото, прекршувањето на правото, правната држава и така натаму. Студентите покрај тоа имаат и практична обука, така што на крајот добиваат лиценца и ќе се надеваме дека ова значи збогатување на нивното CV и можност понатаму за
профилирање во професионалниот живот. Инаку организатори на школата се Македонската академија на науки и уметности и амбасадата на САД во Македонија. Синоќа во Центарот за култура Антон Панов во Струмица беше отворена четвртата самостојна изложба на фотографии на струмичанецот Сречко Гунчев. Пред љубителите на фотографијата изложени се 20 дела инспирирани од животот и секојдневието. Повеќето од фотографиите се апстрактни. Фотографирани се мали површини од реалното обкружување, како кора од дрво, мразулци, пајажина, кодирани метални површини, вода, мраст, каинина, зидови, флеки на стакло и така натаму. Вечерва се отвара мојата четврта самостојна изложба. Не е насловена, бидејќи во постановката има повеќе фотографии во различни видувања, различно повеќето од нив се апстрактни, значи, како што реков, не е мотивот еден, туку од повеќе елементи, како што може да се види на фотографиите, доминираат мали сегменти од големи површини, а врамени во рамка дават една абстрактна слика. Јас велам слика, бидејќи тие се фотографии блиски до сликите што ги прават сликарите. Сречко Гунчев сте рече се секојден. Можеме ли да очекуваме во блиска иднина уште една изложба? Па јас имам многу теми, многу мотиви пред себе, имам цел да правам можеби една или две изложби годишно, но тоа не зависи само од мене. Значи, може да се очекуваат некои изложби со поразлична тематика, да кажеме од сцена, мотиви, изведувачи, деца, имам цвеќиња, овошје, мртва природа, мотиви од градот Струмица и така натаму. Значи, може некогаш да бидат и тематски, но тоа ќе го оставам за потребите на некои фестивали, нели во Струмица има фестивали, па јас ги поседувам голем број од фотографиите што ги снимам, ги имам и тие можат еден ден да излезат и струмичани да ги видат. Хуманоста и несебичноста на македонските граѓани секојдневно им помага на ранливите категории луѓе во земјата. Сдруженијето Љубезност организира низа хуманитарни проекти за помош на овие лица и како што велат оттаму бројот на граѓани кои сакаат да помагаат секојдневно се зголемува. Веќе 2,5 години неформалната група Љубезност од Скопје помага на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци на секаде низ земјава. Потребата од помош на ранливите категории на луѓе натерала неколку граѓани да го оформат ова здружение, со цел да помогнат на што повеќе семејства и поединци, истакна Тони Станковски од неформалната група Љубезност од Скопје. Тој вели дека лесно е да се помогне некому, но уште поважно е да се следи случајот и после давање помош. Значи, нашата цел не е само еднаш да отидеме, да видиме и да апелираме и да помогнеме и толку. Бројот на семејства кои што ги посетуваме во текот на една година е се поголем, меѓутоа кога зборуваме за посети, тоа не е само посета еднаш, значи повеќе пати во текот на годината. Затоа што потребите нивни се постојани, нели, потребата за храна, потребата за хигиенски средства и останато е постојано. Така да после првите наши поседи продолжуваме да бидеме во контакт со семејствата, да ги посетуваме и да следиме нивната ситуација. Според него во сите региони во земјава има социјално загрозени лица, кои досега благодарение на хуманоста на нашиот народ успеале да добијат соодветна помош. Последниот случај со малиот Васко од Струмица, кој ја разбранува јавноста, за кратко време премина во успешна акција не само на Љубезност и струмичани, туку и на граѓани од повеќе градови од земјава, вели Анета Дикова, волонтер од Струмица. И последниот случај кој доста беше интересен за јавноста беше случајот со малиот Васко и неговото семејство. Така да генерално има потреба. Јас живеам тука и работам како волонтер и постојано сум во потрага по такви семејства, така да и во иднина
секој кој знае за некој такво семејство кој му е потребна помош, слободно нека не контактира на нашата Facebook страна. Секогаш прават повеќе од она што јас очекувам. Така да навистина има големо расположение има хуман момент кај струмичани и досега имаме одлична соработка со граѓаните. Кон оваа неформална група можат да се придружат сите граѓани на Македонија. Оваа група граѓаните најлесно можат да ја исконтактираат преку социјалните мрежи и да поттикнат или пак да се вклучат во една од нивните хуманитарни акции. И пред крајот на дневникот да ги погледнеме информациите од светот. Александар Вучич официјално стапи на должноста председател на Србија. На церемонијата во Палатата Србија во главниот град Белград присуствува околу 5000 гости, вклучувајќи представници на повеќе од 60 странски делегации, пренесува ТАС. Вучич, кој победи убедливо на председателските избори уште во првиот круг на 2 април, веќе положи заклетва како шеф на државата на 31 мај. На приемот синоќа беа поканети гости како од Србија, така и од соседните земји, од Соединетите американски држави, Русија, Европската унија, НАТО и Кина. Вучич ги пресретнуваше заедно со својата сопруга Тамара. Ова беше прво јавно појавување за неа откако роди син на 10 јуни. Според официјалните податоци, Србија не примила толку многу гости од погребот на Тито во 1980 година. Пред церемонијата, новиот српски председател беше поздравен од својот претходник Томислав Николич. Му посакувам да биде подобар председател од мене, рече Николич за Вучич. Американскиот председател Доналд Трамп одлучил за амбасадор на САД во Лондон да биде назначен Вуди Џонсон, собственик на њујоршкиот клуб за американски фудбал Њујорк Джетс. Џонсон, 70 години, е долгогодишен пријател на актуелниот американски председател. Во американското општество тој важи за филантроп, но е познат како угледен бизнисмен и милиардер. Тој е наследник на познатата американска фармацевтска бизнис империја Джонсон & Джонсон. На почетокот од минатогодишната изборна кампања за председател на САД, Вуди Џонсон ја поддржуваше кампањата на Џеб Буш, син и брат на двајцата поранешни председатели Буш. По неуспехот на Џеб да се пробие во кампањата, иако важеше за еден од фаворитите, Џонсон застана зад обидите на бизнисменот и милиардер Трамп да влезе во Белата куќа. Тој ја финансираше кампањата на Трамп, а сега се открива дека повремено действувал и како негов советник. Тој бил еден од донаторите за инаугурацијата на новоизбраниот председател. Назначувањето на Џонсон треба да биде потврдено од американскиот сенат. Лондонската полиција соопшти дека причина за пожарот во Гренфел Тауер е експлозија на фрижидер. Според последните информации кои ги објавила полицијата, потврдена е смртта на 9 луѓе, а за други 79 се предпоставува дека настрадале во големиот пожар која проголта висококатницата, пренесуваат британските медиуми. Полицијата соопшти денеска дека во текот на кобната ноќ примила 600 повици за помош, од кои некои траеле и цел час, како и дека сите повици детално се преслушуваат. Премиерите на Естонија, на Бугарија и на Австрија ја представија 18-месечната програма за председателствувањето со Советот на Европската унија, изјави министерката за бугарското председателствување на Советот Лилјана Павлова. Има 5 приоритети: економски развој, раст, безбедност и миграција, економска и енергетска унија, климатски промени и Европа како глобален играч на светската сцена, наведе Павлова, јавува БТА. Таа додаде дека тројцата премиери разговарале за приоритетите и изразиле јасна волја дека работат како партнери во духот на изнаоѓање баланс, консензус и единство за сите важни прашања. Треба да ги обединиме напорите, посебно во однос на безбедноста, миграцијата и ситуацијата во Западен Балкан, истакна Павлова. Естонија ќе претседава со Европската унија од 1 јули, од 1 јануари 2018 Бугарија, а во јули година председателствување го презема Австрија. Поштовани, тоа беше и последната информација во ова издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!